Здраво, млади, почитувани другарки и другари. Се собравме денеска овде во оваа просторија да осврнеме мал дел на тоа кои се барањата, кои се потребите на младите за во наредниот период да се подготви програмата, односно предизборната програма за периодот 2020-2024. СДММ како организација прави овој тип на агенди, односно Млади 2024. Тоа подразбира програма и мерки за млади да ги создадеме заедно со младите. Во овој дел подразбирањето на млади го подразбираме како граѓански организации, средношколци и студенти, млади предприемачи и представници од бизнис секторот. Исто така ќе се осврнат на секој дел од општеството на младите, така да мислам дека оваа програма 2024 ќе биде една од најдобрите креирани досега. Затоа и сеопфатноста се зима од сите групи. Тема на денешниот настан е младинска невработеност, на која ќе разговараме со Виктор Велевски, секретарот на младите, Јупка Црвенова од локалниот клуб од Велес и Игор Андреев, извршен директор на првиот бизнис акселератор во Велес, X Factor. Сега ми представува чест да го најавам Виктор Велевски. Повели, Виктор. Благодарам, другар Веле. Добар ден и од мене. Јас во Велес неам говорено од шарената револуција. После X години дојдовме овде со млади да разговараме за еден горлив проблем кој што многу години уназад ја мачи младата популација во нашата држава и мислам дека е најголемиот проблем поради кој и многу наши другарки и другари ја напуштија нашата држава. Тоа е младинската невработеност. Сакам на овој собир да направам една паралела што се случуваше пред 3 години и што се случува сега, односно кои се мерките кои што владата на Република Северна Македонија ги промовира и ги имплементира за намалување на младинската невработеност. Ако земеме податоци од Државен завод за статистика, ќе видиме дека 2016 година стапката на младинска невработеност била близу 50%. Тоа е половина од оние млади кои што се работоспособни, а немале никаква работа, нити во јавниот сектор, нити во приватниот сектор. Ако се вратиме наназад уште 2 години, знаеме дека во 2014 година стапката на младинска невработеност беше рекордни 58%. Така да, преку програмата на владата на Република Северна Македонија и изборната програма која што беше на минатите парламентарни избори, се уведоа мнозина мерки кои што имаат за цел намалување на овој проблем, односно намалување на стапката на млади невработени. Многу е битно да се каже дека овие мерки дале одреден импакт во општеството. Сега можеме да кажеме дека официјални податоци од Државен завод за статистика кои укажуваат дека младинската невработеност е намалена за околу 15%, што јас сметам дека не е многу, ама е добар старт и се гледа дека мерките на владата даваат свој ефект во намалување на младинска невработеност. Ако го земеме оперативниот план од 2017 до 2019 година, кажува дека над 9500 млади луѓе користеле мерки преку кои отвориле свој бизнис или ги подобриле своите бизнис капацитети и вработиле други луѓе. Можеме да се пофалиме дека за 2020 година оперативниот план државата издвојува рекордни 1,4 милиарди денари, преку кои се финансираат програми и мерки за подобрување на кадарот и вработување на младиот човек. Тука можам да издвојам неколку мерки кои што владата ги спроведува. Тоа е само вработувањето преку грант на Агенција за вработување на Република Северна Македонија, каде што се вработени искористиле преку 1500 млади луѓе кои што отвориле свој бизнис преку користење на неповратни средства за
започнување на собствен бизнис. Исто така, ние за прв пат во државата го основавме фондот за иновации и технолошки развој, кој што изминатите години од основањето има помогнато на 100 млади луѓе кои што имаат своја идеја и иновација и се поделени околу 2,5 милиони евра со кои што се финансирани стартап бизниси кои што му даваат едно широко поле на младиот човек да инвестира во државата, да остане тука и да помогне на оние негови сограѓани и врсници да се вработат и да започнат бизнис или да започнат со работа во реалниот сектор. Исто така, обуките кои што ги прави Агенција за вработување на Република Северна Македонија, IT обуките, тоа е една мерка која што помага на секој млад човек да се доквалификува, односно да стане подобар на пазарот на трудот. Ние знаеме дека IT вештините се можеби најплатената работна сила во државата и можеме да кажеме дека се и дефицитарен кадар во општеството. Преку овие обуки, IT обуки, овозможуваме на младиот човек да се впушти во реалниот сектор, односно да влезе во тој сектор на IT, со што би заработувал добри средства за да остане овде и животот да го планира во нашата држава. Оваа мерка минатата година ја искористиле 820 наши другари и другарки, наши млади од државата, кои што сум сигурен дека успешно се снаоѓаат во нивните работни задачи во фирмите каде што работат. Донесовме закон за младински додаток за прв пат во државата, кој што определува доделување на 3000 денари за секој млад човек до 23 години кој што работи во производствен процес. Сигурен сум дека мораме да размислуваме на надоградување на овие мерки, на воведување на нови мерки, се со цел младите да останат тука, младите да бидат двигателот на општеството, младите да бидат авангардата во општеството, младите да започнат бизнис, да не го гледаме јавниот сектор како единствен начин за наше вработување, туку да размислуваме на отварање на собствени бизниси, со што ќе помогнеме и на други млади луѓе да започнат со работниот век. Има уште многу да се зборува за оваа тема. Многу е битно да се каже и за мерката на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Тоа е млад земјоделец, каде што оваа година предвидуваме зголемување на грантот од 10 на 20.000 евра. Тоа е сосем доволно за еден млад човек кој што размислува да работи во земјоделие, да основа едно свое мало земјоделско предпријатие со кое што би ја прехранувал својата фамилија и би го одржувал семејството на едно добро ниво. Многу млади во државата размислуваат, викаат, ајде, ќе идам во државна администрација, платата е 30.000 денари или 25.000 денари, но мораме да укажеме дека парите се во бизнисот. Имавме трибина во Тетово, вчера имавме во Куманово, имавме многу добри примери каде што наши млади другари започнале свој бизнис и го надоградиле тој бизнис и може да кажеме дека се наоѓаат на едно ниво на некои мали компании кои што вработуваат до 50 луѓе, што не е баш малку, и можат да се пофалат дека заработувачката и не е баш така лоша. Значи, добро заработуваат, се борат, имаат идеи, се иновативни, затоа ве охрабрувам сите да следиме што се објавува владата како мерки за вработување на младите и овие мерки да ги користиме. Без разлика дали е
грант од Агенција за вработување, дали е фонд за иновации, дали е млад земјоделец и така натаму и така натаму. Има опции во оваа држава да се надоградува младиот човек, да започне собствен бизнис, затоа што ние во периодот од овие 3 години сменивме многу работи, нема веќе добивање на грантови по припадничка линија на политичка партија, туку грантовите се доделуваат врз основа на проект, врз основа на идеја, врз основа на иновација, која што е единствен критериум за доделување на тие средства. Само така можеме да покажеме дека се грижиме за сите млади луѓе, без разлика од која политичка партија доаѓаат, без разлика од која раса се, без разлика од која вера се и без разлика од која националност. Градиме едно општество за сите, сите мораме да живееме во оваа држава и сите заедно мораме да се бориме и да предлагаме нови мерки кои што ќе го подобрат нашиот живот овде. Јас би имал толку, сум отворен за прашање доколку имате, после завршување на моите соговорници. Сега би ја поканил Бубе, која ќе ви спомне за младинската гаранција, која што за прв пат е воведена во нашата држава и покрај тоа што не сме членка на Европска унија. Повели, Бубе. Ти благодарам, Виктор. Јас сум овде да ви ја представам и да ви ја доловам малку поблиску гаранцијата за млади. Гаранцијата за млади како мерка која директно влијае на намалување на невработеноста кај младите луѓе. Таа е активна мерка за вработување на млади лица кои се спроведува во државите на Европската унија од 2012 година. Нашата држава, иако не е членка во Европската унија, од 2018 година ја воведува оваа мерка како зголемување на вработливоста на младите луѓе. Гаранцијата за млади е отворена за сите млади луѓе до 29 години кои се невработени, преку понуда за вработување, натамошно образование, стажирање или практиканство. Целта е младите успешно да се интегрираат на пазарот на трудот и да се намали одливот на млад образован кадар на земјата. Со оваа програма владата ги следи европските младински политики и ги отвара можностите за младите во Северна Македонија. Во 2020 година се предвидува законско решение со кое што на секој младо лице ќе му се гарантира дека по завршувањето на образованието ќе добие можност да се доквалификува, да се стекне со одредена вештина која што ја немало во образовниот процес, за на крајот да дојде до вработување. Во 2018 година се спроведе пилот програмата, односно мерката гаранција за млади луѓе, која се спроведе во 3 пилот општини: Гостивар, Струмица и Скопје. Овде беа вклучени 5266 лица, кои што успешно излезна гаранција за млади имале 2160. Од младите луѓе кои се вработиле, 231 лице се преку активни мерки за вработување, а 281 лице било вклучено во некој од активните мерки за вработување кои не водат директно до вработување, но ја зголемуваат нивната вработливост. Во 2019 година гаранција за млади се спроведува на територија на цела Република Северна Македонија, со посебен акцент на 3 најранливи региони: Полошкиот, Југозападниот и Североисточниот регион. Овде се вклучени 20.322 лица, од кои успешен излез од гаранција за млади имале 7.213. Од младите лица кои се вработиле, 467 лица биле преку активни мерки за вработување, додека 1074 биле вклучени во некој од активните мерки за вработување, кои не водат директно вработување, но ја зголемуваат нивната вработливост. Оваа мерка е поздравена и од Европската комисија и е една од главните мерки во поглед на намалување на младинската невработеност, следејќи ги европските практики. Според тоа, успешноста на гаранција за млади луѓе изнесува во 2018 година 35%,
се извинам, 41%, додека во 2019 35%. Нас не радува што успешноста, што резултатите се охрабрувачки и ветувачки и продолжуваме понатаму со исто темпо, со цел младите да се најдат своето општество и полесно да ги понудат своите способности, да може да бидат креативни учесници и за подобрина во ово општество. Ви благодарам. Сега би го поканила и Игор Андреев да ни се представи со неговиот план. Фала. Добар ден и од мене. Прво сакам да ви изразам благодарност затоа што добив покана да бидам дел од овој настан. По две причини сум среќен, затоа што имам прилика денеска да се произнесам овде пред вас. Првен затоа што настанот се организира во Велес. И второ затоа што настанот се организира пред млади луѓе. Значи многу сум среќен кога имам прилика да зборувам во Велес пред млади луѓе, кои што се иднината на оваа држава. За оние кои што не ме знаат, јас сум извршен директор на првиот бизнис акцелератор кој што се отвори во Велес. Ќе спомнам малце покасно неколку клучни поенти за акцелераторот. Инаку сум инженер инженер кој што потоа магистрираше и докторираше на бизнис и сум и доктор на економски науки. Имам голямо искуство во разни области, сум работел како консултант 15-20 години на пазарот во Македонија и во регионот на голем број на проекти за локален економски развој. Сум држал обуки на преку 1000 луѓе за отварање и започнување на стартап бизниси во Македонија и во регионот. А во известен период бев и асистент на факултет, на еден од државните факултети во Македонија. Меѓутоа, на таа тема денеска ќе зборуваме, донесов одлука, излегов од факултет и запливав во приватни води. Првенство консултантски бизнис, сум имал неколку стартап идеи, лично јас самиот. И еве, многу сум среќен што животот ме донесе во Велес, затоа што никогаш не сум го напуштил Велес. И покрај моите работни ангажмани надвор од тука, секогаш местото на живење ми бил Велес. Дозволете ми на почетокот да кажам збор 2 за кои суштински промени се случија со доаѓањето на СДСМ на власт во изминатиот период од 2 години. 3 стратешки промени се случија во економската политика во државата. Првен се стави, не исклучувајќи го, фокусот кон привлекување на странски инвестиции, с големи фокусот на поддршка на домашните компании, што е многу важна работа. Второ, се стави фокус на зајакнување на човечкиот капитал, со голем број на структурни мерки, кои што претежно ги поддржуваа младите да се вработуваат во производствените сектори. Дел се спомна и претходно од моите говорници, што е исто така многу важна работа. Очекувам во тоа насока, понатаму и ќе предложиме тука сега денеска и мерки. Се надевам дека во наредниот период фокусот ќе се стави на IT професионалците со стимулативни мерки по примерот на западноевропските развиени држави, да се обидеме да ги задржиме во Македонија, а дел да ги вратиме исто така тие што заминаа надвор од Македонија. И третата клучна промена која што се случи во економската политика во изминатиот период, за која што јас сум посебно среќен, а тоа е ставањето на фокус на основањето, поддршката на оние луѓе кои што имаат намера да отварат стартап бизниси, да започнат собствен бизнис, ставањето на фокус на иновациите и предприемништвото, што беше клучна работа што се случи во изминатиот период. Беше спомната во изминатиот период, затоа што дефинитивно тоа е иднината. Значи и стартап е опција и предприемништво е опција. Беше спомната овде улогата на клучната институција во Македонија, која што постоеше и во претходно време и ги имаше истите пари на располагање, меѓутоа немаше волја сериозна и менаџерски капацитети за оваа работа да се размрда во Македонија. Во изминатиот период од 2,5 години Фондот за иновации го доби местото кое што го заслужува и како што беше замислен уште од почетоците на отварањето. Јас сум имал прилика да учествувам во поставувањето на контурите на идејата за Фондот за иновации како експерт низ одредени проекти во минатото. И сега го доби вистинското место. Се реализираат голем број проекти за поддршка на младите за започнување на собствен бизнис преку Фондот за иновации. Ќе спомнам неколку кои што и беа спомнати, но еве и се нови работи. Најблиска мерка која што во моментов се уште е активен повикот за стартапувај. Стартапувај програмата до 25.2 е отворен повикот. Сите оние кои што имаат намера и размислуваат за отварање на бизнис, идеја која што е иновативна, има потенцијал за раст, ги охрабрувам да аплицираат, се уште има време. Поддршката од фондот е 30.000 евра.
до максимум 30.000 евра со 15% собствено учество и одредени услови кои што треба да се исполнат. Меѓутоа е намената баш за луѓе и млади луѓе кои што имаат намера да започнат собствен бизнис. Ние сме во секојдневна комуникација со сите овие млади тимови на луѓе низ Македонија кои што се осмелија и веќе Виктор спомна, веќе отворија и во Тетово и во разни други краишта низ Македонија стартап бизниси и верувајте ми има голем потенцијал во Македонија, значи огромен потенцијал во оваа насока. Баш вчера се усвои уште една мерка, тоа е од фондот за иновации, тоа воведување на иновативен ваучер со кој што ќе се поддржат истражувачките и академските капацитети низ Македонија да воведуваат иновации во компаниите и во приватниот сектор во Македонија. И има уште една многу важна мерка, тоа е фондот за млади умови, посебен фонд за млади умови каде што ќе се поддржуваат не само во високото образование студенти, туку дури и средношколци и надоле, луѓе кои што се дечки млади, кои што се иновативни, имаат иновации, идеи за реализирање на иновација, ќе се поддржуваат во максимален износ околу 10.000 евра. Веќе 50 на средношколски тимови и компании се поддржани преку фондот за млади умови. И тоа е еден дел од приказната, има и голем број на други мерки, верувајте ми, во овој момент, кои што се наменети за поддршка на претприемништвото. Тука се Министерство за економија поддржува женско претприемништво, беше спомнато ова млад земјоделец до максимум 20.000 евра преку ИПАР програмата, значи можности има огромни. Ваше е само да се осмелите и да почнете да размислувате малце во оваа насока. Во контекст на акцелераторот се отворија 3 бизнис акцелератори во Македонија за прв пат според овој модел. Јас бев еден од иницијаторите кој што направи тим и ги вложи сите напори наместо во Скопје седиштето да биде во Велес, да донесеме бизнес акцелератор и многу сум среќен што успеавме во таа намера. Тоа е приватен акцелератор кој што е поддржан од Светска банка со мек заем преку фондот за иновации. Но е профитно ориентиран, значи акцелератор основан од претприемачи кои што имаат големо искуство во развојот на бизниси. Едниот е УКИМ, другиот е Сивус акцелератор, третиот сме ние како акцелератор. Искрено да ви кажам, година дена постоиме, веќе 100 апликанти имавме едно 10 премногу интересни идеи, дури и од Велес, што мен лично ме изненади. Искрено не очекував дека уште во почетна фаза ќе добиеме толку атрактивни идеи од Велес. За жал, голем дел од нив се уште се само во фаза на идеја, со некреирани тимови, можеби во некоја наредна фаза дел од нив и ќе финансираме. Како акцелератор со еден сме се уште во преговори. Станува збор за производство на дронови автономни, кој што е стварно иновативен производ во глобални рамки. Ги водиме се уште преговорите и ќе видиме до кај ќе стигнеме со нив. Значи, има голем потенцијал и во Велес. Велес успеавме и преку акцелераторот да го позиционираме на мапата на регионална, кога зборувам мапа, мислам на европски и светски рамки, на мапата на град кој што полека го менува имиджот и од индустријски град во стартап иновацијски град. Пред се заради акцелераторот тука има иницијативи Smart City и така натаму. Ги донесовме тука најјакиот акцелератор од Балтичките земји, значи Startup Wise Guys акцелератор. Имавме тука гости од Светска банка, имаме меморандум со Европска банка за поддршка и развој, нивна програма има специфична за западен регион. Имаме партнери од швајцарска амбасада, сви сипени се партнери, ни обезбедуваат ментори од цел свет, од развиените држави. Ги донесовме тука од Канада, многу јак акцелератор во Канада и тие ни се партнери. Значи го раздвиживме и полека го позиционираме Велес на таа мапа. Треба уште многу да се работи во таа насока, паралелно со привлекување на стартапи. Ние работиме и за креирање на свесноста кај младите за значењето на претприемништвото, превземањето на ризик и така натаму. Во таа насока склучивме меморандум, пошто сакаме да се позиционираме како клучен и единствен регионален бизнес акцелератор во регионов овде во Македонија. Склучивме меморандум за соработка со УКЛО Битола, склучивме меморандум за соработка со УГД Штип. Значи полека раздвижуваме оваа сцена овде и ние се издвојуваме како лидери во овој регион. И се надеваме дека ќе продолжиме во таа насока. Јас би сакал, значи околу конкретните програми, околу конкретната поддршка која што нудиме, ние нудиме
за најатрактивните стартапи кои имаат стварно глобален потенцијал за раст, имаат иновативна идеја во глобални рамки, нудиме финансиска поддршка, но тоа и не е толку важно. Важно е нудиме и менторска поддршка, затоа што ние стекнуваме удел за прв пат во Македонија, се даваат пари со стекнување на удел во компаниите, значи во стартапи тоа е пилот проект на некој начин во Македонија. И искрено нашиот акцелератор во конкуренција со овие два други акцелератори малце изненадувачки за целокупната јавност се издои како лидер сега за сега. Најверојатно први ќе објавиме инвестиции многу наскоро. За сите подетални информации ви стоиме на располагање, значи кога сакате можете да се обратите и да 24/7 сме отворени за сите млади кои што имаат идеи и сакаат да разговараат во оваа насока. Јас не би сакал да должам, значи, многу во воведниот говор. Се надевам дека ги упатив сите оние клучни поенти кои што сакав да ви ги пренесам од денешниот настап мој. Само сакам да поентирам и да завршам во овој дел со неколку клучни пораки, а потоа ќе имаме прилика да одговарам и на прашања за се подетално што ви интересира сега, ви реков и стоиме на располагање понатаму. Не се плашете, 21 век е век на закани, меѓутоа пружа и големи можности. Значи, можете да делувате локално, а да работите глобално. Има веќе примери во Велес, има IT професионалци од Скопје кои што полека се прибираат на кај Велес. Ние сме во преговори со нив да го отвориме и првиот регионален иновацијски хаб во Велес и во регионот. Тоа е ставено и во програмата на СДСМ ќе биде за наредните избори, отварање на 3 регионални иновацијски хабови во наредниот период. Се надеваме дека Велес ќе искористи таа шанса и да биде првиот повторно во оваа насока, затоа што ова е правецот на развој во 21 век. Не се плашете од грешка, ризикувајте, делувајте локално, размислувајте глобално. И уште една работа, заклучив низ овој период дека младите и луѓето во Македонија се плашат да растат во глобални рамки. Прво, некако се уште немаат доволно самодоверба и второ, живеат во некоја зона на комфор, очекувајќи цело време некој друг да им ги реши проблемите. Преземете судбината во своји раце и почнете да размислувате во оваа насока. Пример има многу веќе низ Македонија. На некој начин, еве и мојов пример е пример кај што сум излегол, сум напуштил, сум менувал. Менувајте се согласно ситуациите, условите во новото време. Ви благодарам и ви стоам на располагање за сите прашања во натамошниот тек на дебата. Благодарам за тројцата говорници. Се надевам дека говорите и на Виктор и на Бубето малце е поттикнаа за она се што до сега си има направено, односно за сите оние мерки кои се придонесени од млади кои се во производство до млади кои сакаат да бидат предприемачи, значи има многу можности, истото и Игор ви го прикажа на поинаков начин, малце од она се испаднат од рамките, од она што сме на секој невието и дека можеме да успееме, се дека знаеме, можеме и да се информираме, така да ако знаеме како, сигурноста дека кога тогаш ќе успееме. Упорноста е најбитна сепак.